почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред само 6 дена се случи кобна сообраќајна несреќа, во која 15 невини луѓе го загубија несреќно животот, а уште толку се повредени и се наоѓаат на клиниките. Се уште не се утврдени точните причини од страна на МВР за сообраќајната несреќа која беше кобна за овие 15 луѓе. Компанијата Durmo Tours, која е собственик и превозник, чиј автобус излета од патот, била воедно и собственик на станица за технички преглед Автомото Здружение Гостивар. Она што е сомнително е што истата Durmo Tours своите возила ги регистрирала токму во собствениот технички преглед во Гостивар. Станицата за технички преглед Автомото Здружение Гостивар добила забрана за вршење на технички преглед од страна на Министерството за внатрешни работи, но само по неколку дена вршен е нов надзор и решението за забрана им е поништено. Прашањето е зошто дозволил министерот, иако по закон е изречена забрана за вршење на технички преглед во времетрајање од 30 дена, да се изврши нов надзор за само 7 од 10 дена, односно повторен увид и врз основа на записник и мислење од Бирото за јавна безбедност, сектор за сообраќајни работи да му се издаде ново решение за работа, што е спротивно на закон за давање и одземање овластување за технички преглед. Кој го потпишал записникот за увид? Кој излегол на увид и со чија наредба, иако знаел дека во законски предвидениот рок од 30 дена не смее да врши увид, се отстранети сите неправилности? Дали за време на забраната е вршен технички преглед, а потоа се дерегистрирани сите возила што се поминати за време на одземеното овластување? Зошто не е санкционирана станицата за вршење технички преглед за стореното кривично дело? По закон, станиците треба да го чуваат видеонадзорот 12 месеци. Дали се извадени снимки од видеонадзорот за да се утврди дали автобусот бил во станицата и на кој начин е вршен техничкиот преглед? Почитувани, одговорност мора да има и да се расветли случајот каде несреќно го загубија животот 15 луѓе и уште толку беа повредени. Оливер Спасовски мора да сноси одговорност и тоа уште веднаш. Нашите граѓани заслужуваат да ја знаат вистината. Ви благодарам.